Примадоната од градски парк ги доведува во непријатна ситуација дури и оние кои цврсто застана и жестоко агитираа за нејзиниот избор. На 2 седници наменети за советнички прашања кон неа, таа не само што не се појавува, туку го остава председавачот да наоѓа оправдување за нејзината несериозност, дури и кон избраниците на граѓаните на Скопје. Господите градоначалник е уредно поканета, немам информација во врска, мислам нема информација дека нема да дојде. Ја очекуваме. Добивме одговор на поставеното прашање нели за евентуалното присуство на градоначалникот на оваа седница. Навистина имаме услови за поставување советнички прашања, не мора да бидат адресирани единствено до градоначалникот. За разлика од неа, лидерот на партијата кој застана зад неа е соживеан во улогата на мизансцен на промоцијата на активностите на градоначалниците од неговата листа. Тие дури не забележуваат дека им дише во вратот, па погрешка се случува посочувајќи зад нив и него да го представат како експонат во објектот што го представуваат. Сега, го гледате она позади нас, тоа го крстивме музеј на љубовта и уметноста, затоа што овде ќе се склучуваат бракови. Салата за венчавки веројатно би можела да функционира и како оделение за матична евиденција, оти кога новинарите ќе решат да ти го сменат името и да те викаат како што им е по волја. Не преостанува ништо друго, освен да си го адаптирате во согласност со нивната интенција. И сега мислам дека се сеќавате, се работи за Диме или Димитар Букетов. Димитар. Ево, гледате, Диме или Димитар Букетов. Димитар. Ево, гледате, Диме. Со оглед на блискоста може би е во ред, но телевизијата не трпи импровизација. Таа е пред се слика која треба да го покаже тоа за што се зборува, или барем да биде во одредена мера адаптирана на тоа барање. Оваа рекреативна прошетка се реализираше на релацијата од градскиот плоштад до местоста викана Гоцева шума, при што се користела земјената пешачка патека од десната страна на коритото на Кочанска река. Според Стефановски, заинтересираноста е одлична, односно денеска биле присутни околу 120 учесници. Тоа што никој не виде ништо од тоа што требаше да биде рекреативна прошетка, туку на лента се нижеа празни улици. Може би и да се должи на фактот што локалните власти имаат толку измазнето одгоре, што се фатиле да решаваат некои посериозни проблеми. Се инвестира некаде околу 2 милиони денари под земја. Се зафативме на овој дел во градот темелно да ги решаваме проблемите. И на крајот, Штипското подземје може би еден ден и темелно ќе се реши, ама за некои работи е потребно малку повеќе. Оваа состојба никако не смее да се стави во пасивна форма, бидејќи проблемот може да биде уште поголем. Измешаните плурално сингуларни форми и состојбата на пасивност со отсуство на активен ангажман продуцира сериозни консеквенции. Квалитетот и знаењето не се стекнуваат со просто престекнување на скалилата, колку и да тие водат кон некој имагинарен врв.